Добар ден, господине министре. Најпрво би ве прашала за изминатата година. МВР се соочи со многу предизвици, меѓутоа постигна и многу успеси. Што ја одбележа 2021 година во однос на работењето во Министерството со кое раководите вие? Добар ден, благодарам за можноста да го направиме ова интервју на крајот од годината. Секако дека работењето во Министерството за внатрешни работи секогаш е проследено со сериозни предизвици од областа на безбедноста. Меѓутоа, слободно можам да кажам дека на подрачјето на целата држава 2021 година може да биде оценета како генерално стабилна во делот на безбедносната ситуација, без да бидат регистрирани некакви посериозни безбедносни настани кои што ги имаме. И тоа е најважно во однос на работењето. Секако дека вториот сегмент е во делот на криминалитетот и можеме да кажеме дека ова 2021 година завршува со намалување на кривичните дела во споредба со 2020 година. Значи, оваа година имаме вкупно околу 20.000 кривични дела, од кои што се реализирани 12.500, кривично се пријавени околу 15.000 сторители, со што е постигната една вкупна ефикасност од 61%. При тоа имаме сузбиено 7 организирани криминални групи, од кои се 5 за недозволена трговија со дрога и по една за кримчарење мигранти и бесправна сеча на шуми. Исто така и во делот на корупцијата е зголемена откривачката дејност во овој период, некаде за 58,3%, ако го споредиме со истиот период од минатата година. Секако дека во делот на недозволената трговија со дрога се преземени интензивни мерки и активности, беа пресечени некаде околу 16 меѓународни транспорти на марихуана и хашиш и разбиени се 5 криминални групи. Имаме сериозен успех во делот на недозволената трговија на оружје. Во овој период се бележи зголемување некаде за 23,4% на кривичните дела, а се запленети оружје, муниција, пиротехнички материјали. Откриени се вкупно 153 кривични дела, за кои што се гонат 161 сторител. Имаме и точни евиденции во делот на оружјето, колку е тоа бројчено, некаде околу 13.000 парчиња муниција, околу 300 парчиња оружје, пиротехнички средства и така натаму. Секако дека тука морам да ја споменам и сузбивањето на 10-члена поликриминална организирана група, која што првенствено се занимава со недозволената трговија и шверц на дрога, а понатаму и со оружје. Така да, во овој дел можам да кажам дека навистина постигнавме забележителни, значителни резултати, самото намалување на кривичните дела, подигањето на ефикасноста на македонската полиција е успех, кој што успех мора да биде мотив за понатамошно работење, не како задоволно. Кога сме веќе кај безбедносната состојба, од неодамна се случија повеќе лажни јавувања за поставени бомби, експлозивни направи, терористички напади. Дали некој ќе одговара за тие лажни дојави, кои што барем последниот пат предизвика целосна блокада на повеќе објекти во центарот на Скопје? Да, тоа беа лажни дојави кои што предизвикуваат и страф и несигурност кај граѓаните, меѓутоа и многу ангажман кај службите генерално, и кај Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност. При тоа се приведени однос на едниот случај 3 лица кои што на платформата TikTok објавија дека во еден трговски центар во Скопје ќе биде поставена бомба, значи ќе биде извршен терористички напад. Исто така имаме приведување на едно лице кое што лажно пријави дека има поставено бомба во близина на влада при посета на еден висок функционер од Брисел. И секако 3 лица имаме повикано на разговор што се однесува до пријавувањето лажно за наводна поставена бомба и во Македонскиот народен
театар. Сите овие случаи се затворени од аспект на полиција, доставени сите материјали до јавното обвинителство и секако дека таму каде што има елементи за извршено кривично дело ќе мора да се носи одговорност, затоа што многу е важно, никој и во ниту еден момент не смее да се подигрува со безбедноста, бидејќи тоа предизвикува сериозни последици во овој дел. Меѓутоа, за нас како Министерство, што е важно во вакви случаи? Брза мобилизација на сите служби. Значи, на тој начин се покажува колку Министерството за внатрешни работи и другите агенции се подготвени во овој случај. Затоа сакам да истакнам дека колегите од Министерството за внатрешни работи, одделот за организиран и сериозен криминал, понатаму секторот за компјутерски криминал и форензика, потоа одделот за антитероризам и секако Агенцијата за национална безбедност, секторите за внатрешни работи, сите за многу кратко време успешно организирани, преземени сите мерки и активности и на тој начин покажуваме дека подготвеноста е на едно високо ниво да се одговори на секој безбедносен притиск. Говоревте претходно дека имате пресечено повеќе организирани криминални групи за трговија, недозволена трговија со група за трговија со дрога. Неодамна имавте таква акција, вчера имавте таква акција, претходниот ден. Дали добиваме впечаток и во јавноста дека државата е преплавена со шверцување наркотични средства? Секојдневно во билтените од Министерството за внатрешни работи има информации за тоа колку поединци се приведени ради марихуана и други наркотични средства. Колку Северна Македонија е таргет, транзитна или можеби крајна дестинација за големите бизниси со недозволена трговија со дрога? Да тргнеме од последното прашање. Ако државата се наоѓа на исклучително важна геостратегиска положба, тогаш нормално и тие предизвици безбедностни да бидат сериозно зголемени. Знаете, добро е за сите нас и сите во Северна Македонија се гордееме што сме на таква геостратешка положба од една страна, меѓутоа од друга страна треба да бидеме свесни дека и предизвикува одредени ризици. И тука кога станува збор и за трговијата со дрога, трговијата со оружје, националниот криминал, миграцијата и така натаму, е нешто што секако не може да ја одмине ниту Северна Македонија, ниту државите од целиот регион. Јас малку поинаку ќе го поставам прашањето тоа што вие прашавте во однос на тоа дали има зголемена трговија со дрога во овој период. Јас ќе го поставам прашањето дали е зголемена ефикасноста во пронаѓањето на дрогата, криумчарењето на мигранти, сите тие канали кои што работат организирани криминални групи. Значи, во овој период Министерството се постави добро на стратешко ниво, по неколку прашања, меѓу кои и организираниот криминал и трговијата со дрога, и затоа се појавуваат често акции излапljeni на дрога кои што практично се пробува да преку такви меѓународни канали биде транспортирана или некаде во државите од регионот или пошироко. Така да службите се добро поставени, има сериозна активност во овој дел и затоа сме сведоци на чести акции заплени на дрога. Тоа не се случајни заплени, да, предпоставувам и соработката со другите служби. Организирано се работи многу во овој дел и пред неколку дена имавме заплени скоро секојдневни големи акции кои што се, а тоа е како една од стратешките определби на Министерството, на раководството на Министерството, да сериозно се занимаваме со спречување на трговијата со дрога, со оружје и со миграција и така натаму. А не ми одговоривте дали Македонија е таргетот или само е транзитна дестинација на тие таквите големи бизниси со дрога кои што со самото тоа што укажав дека се спречени канали за меѓународен транспорт, укажува дека таа дрога
транзитира низ Северна Македонија. Ние сме сепак мала земја и мало подрачје и така натаму. Секако дека трговија со дрога, луѓе кои што со тоа се занимаваат, секојдневно се работи на сузбивање и внатре во државата. Меѓутоа, имаме и меѓународни транспорти. Значи, не станува збор за едната или другата варијанта од трговија со дрога, туку заедничка, посветена, сериозна борба против трговија со наркотици и внатре во државата и спречување на меѓународен транспорт. Министре, се случи изминатата година и аферата Двојник. Беа издадени 215 фалсификувани македонски пасоши на лица барани со Интерпол криминалци во Европа. Осудени беа 11 лица, од кои 9 службеници во МВР. Не дознавме дали воопшто и евентуално кои од повисоките ешалони беа вмешани во сето тоа. А во тој период изјавивте дека еден таков пасош во просек се купувал од 5.000 до 20.000 евра. Каде се тие пари? Дали знаеме и не слушнавме некакво појаснување кој ги поделил, што се случило со тие пари од пасошите? Ова би рекол акција, не афера. Значи, ова акција која што ја спроведе Министерството за внатрешни работи, една од акциите кои што го потврдуваат токму тој принцип нула толеранција за корупција. И ова е еклатантен пример како Министерството за внатрешни работи се бори против корупцијата и во собствените редови. Ова представува навистина една сериозна организирана криминална активност која што беше детектирана, за која што се водеше предистражна и истражна постапка сега, во кој што беа ухапсени лицата кои што се организатори. Имаме, значи, 8 вработени од Министерството за внатрешни работи, еден кој што бил вработен во друга институција, поврзани се со цел да се организираат како група кои што ги издавале овие патни исправи. И сите тие активности кога привршија се реализираше ова акција. Знаете, тука се испреплетуваат и интереси кога гледате дека имаше обид дури таа акција да биде пред време откриена од страна на одредени структури од опозицијски партии и така натаму и други лица. Меѓутоа, добро е што целиот тим кој што работеше на овој случај, заедно со партнерските служби, брзо и ефикасно работеме во овој дел. Јас најавив и тогаш дека таа истрага е проширена и во однос на тоа дека ниту еден, без разлика кој е, на каква позиција е во Министерството или во државата, доколку е инволвиран, ќе мора да носи одговорност. И затоа тие прашања, тие детали, до крај се уште не се соопштуваат во јавност од страна на јавното обвинителство. Соопштуваме тоа што е завршено и тоа што можеме да го кажеме. Важно е дека целата таа криминална структура е откриена, против нив се отворени постапки, имаме веќе одредени пресуди, сите тие патни исправи не може да се користат, значи тие се поништени во соодветна постапка која што ги имаме и практично покажавме еден силен одговор на државата во овој дел, на спрвувањето со вакви коруптивни активности. Така. Неизбежно и прашањето за мигрантската криза. Таа стана постојаност во регионот, меѓутоа и на македонските граници. Шверцот и криумчарењето исто така е добар бизнис и дел од организираниот криминал. Која е вашата проценка за овој вид на криминал во земјава и во регионот, затоа што евидентно е дека и ова не заобиколува како рута и нашите граници? Секако дека јас кажав кога станува збор за организирани криминални активности, многу влијае и таа стратешка положба и позиција. Македонија беше практично портата за влезот на западно-балканската рута во делот на мигрантската криза. 2015 година беше година во која што енормно голем број
на мигранти транзитираа низ територијата на Северна Македонија. Некаде до крајот на јануари 2016 година помина повеќе од 1.100.000 мигранти. И тоа самото по себе говори за сериозноста на оваа криза која што имаме, не само ние, тоа е криза која што е европска, светска и така натаму. А сега во овој момент можам да истакнам дека добрата поставеност на државата, добрата поставеност на Министерството за внатрешни работи заедно со армијата на Република Северна Македонија, добрата поставеност на јужната граница заедно со билатералните акции кои што ги спроведуваме со државите од регионот и од Европската Унија, значи учествуваат Србија, Хрватска, Словенија, Унгарија, Полска, Чешка, Словачка, и тоа во билатерални акции од 2015 година до денеска, покажа дека навистина тој силен капацитет да се справиме со мигрантската криза дава резултати. Ова година имаме намалување некаде за 36,5% за обиди за илегално преминување на границата. Над 90% од обидите се на јужната граница, иако имаме и обиди од северна граница, кои што практично во спротивна насока доаѓаат мигранти кои што сакаат да транзитираат низ државата, да се вратат во Грција и да одат по некоја друга рута, се со цел да стигнат до крајната дестинација, некоја од земите на Западна Европа. Што со оние што пренесуваат мигранти? Некаде околу 17.000 илегални обиди се одбиени за влез. Меѓутоа, постојат и криумчарење на мигранти. Так. Постојат групи кои што криумчарат мигранти. Последниве неколку дена имаме веќе две групи или две акции во кои што се откриени криумчарењето на мигранти. Во една имаш и полициски службеник кој што им помагал, им кажувал. Да, во едната од тие групи во која што беа уапсени неколку лица, меѓу нив е уапсен еден полициски службеник за кој што имаме сериозни сомненија дека е дел од организацијата на криумчарењето на мигранти. Тоа покажува уште еднаш дека справувањето со криумчарењето на мигранти е апсолутно транспарентно и неселективно. Значи, тука не може да станува збор за постапувања кон одредени лица, туку кон сите кои што се инволвирани во вакви процеси, без разлика дали се тоа и полициски службеници. Така, во изминатиот период исто така имаш и неколку трагедии, се уште ни се свежи сеќавањата за пожарот во Тетовската модуларна болница. Потоа, граѓаните не видоа одговорност кај некој од надлежните. Последното со сеќавање ни е во Бугарија. Истрагата ја водеа бугарските власти и секако сте вие информирани за нивните чекори. Најавија дека пред Божич веќе истрагата ќе биде завршена. Овде постојано се поставува прашањата за одговорност. Дали македонското општество пати од недостиг на одговорност и како мислите дека тоа би можело во догледно време понатаму да се смени, сепак да постои одговорност за такви некои несреќи, трагедии, секој во својата област на надлежност што ја има? Прво, ова се големи трагедии за една држава, за една нација, кои што не се случи, трагедии кои што предизвикуваат навистина многу негативни емоционални чувства кај секој еден граѓанин, без разлика кој е тој, на каква позиција и така натаму. И важно е да имаме одговорност, да имаме кривично-правна одговорност за секој еден, без разлика колку е високо поставен во хиерархијата. За секое кривично дело не станува збор само за вакви трагедии. Меѓутоа, овие се најчувствителни. Овие се многу чувствителни заради тоа што навистина има голем број на жртви. Министерството за внатрешни работи ги презема сите активности кои што беа потреба во водењето на истрагите. Знаете дека истрагите ги води
јавното обвинителство и ние на основа на сите барања ги доставуваме потребните документи, материјали, се вршат анализи и така натаму. И јас очекувам дека таа одговорност ќе биде потврдена и за едниот и за вториот случај, без разлика што за автобуската несреќа истрагата се води во соседна Бугарија. Јас и во оваа прилика се заблагодарувам и на владата на Бугарија и на истражните органи кои што дадоа се од себе, заедно со поддршка со колегите и од Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија, јавното обвинителство и така натаму, да дојдеме до резултати би рекол од истрагата. Секако дека знаете најавив дека таа истрага треба да биде проширена и во јавното обвинителство во Северна Македонија, и тоа го работиме заеднички, се со цел да тој систем би рекол на истраги и на одговорност биде потврден во еден ваков дел. Сега кога зборуваме генерално за како се справувате и за одговорноста во МВР? Кога зборуваме генерално за одговорноста во државата. Так, добро. Тоа е прашање за кое што ние треба да ја направиме најважната реформа. Од сите реформи. Јас тоа говорам често на оваа тема. Секоја легислативна реформа, промена на законски, подзаконски акти, носење на правила и така натаму, не е ништо во споредба со реформата на умот. И ова е најважно за македонското општество. Так. Колку ќе го промениме умот? Колку ќе го промениме однесувањето? Од тоа зависи се. Од тоа зависат и одговорности, од тоа зависи посветеност на работа, од тоа зависи и начин на раководење со луѓето, од тоа зависи однесувањето на граѓаните. Сето тоа е поврзано со промената на свеста, со промената на размислувањата. И тоа не е процес кој што завршува од денеска за утре. И тој процес не е процес во кој што не напреднала Северна Македонија. Ако ги погледнеме годините пред нас, 2000-та, 90-та година и така натаму, ќе видите колку е напредната Северна Македонија во тој дел. Меѓутоа, дали треба да направиме уште? Да, треба да направиме уште и затоа е важно, многу важно за државата. Низ отварањето на пристапните преговори за членство во Европската Унија. Тие вредности да ги врадиме во општеството. Затоа што преговорите за пристап кон Европската Унија нема да биде некоја абстрактна појава. Нешто што ќе ни се случува или ќе го дознаеме само дека е преговори. Ние ќе го дознаеме преку процесот на градење на одреден систем во институциите на функционирање. И тоа го посакуваат сите граѓани. А како вие внатре во Министерството се справувате со таа одговорност кај вработените, како се борите со корупцијата во редовите на МВР? Секако дека, ако сакаме да имаме доверба кај граѓаните, секој од институциите мора, кога зборуваме за корупцијата, за одговорноста, прво да тргнуваме од сопствени редови. И да правиме механизми кои што во овој дел на функционирање ќе го сведеме на минимум нивото на корупција, на незаконско однесување, непочитувањето на своите надлежности и така натаму. И ние од 2017 година до денеска направивме низа на реформски процеси кои што практично значеа намалувањето на можност за било какви злоупотреби. Реформата на следењето на комуникациите, реформата на безбедносниот сектор е првиот и најважен чекор што се спроведе за да не се злоупотребуваат човековите слободи и права. Знаеме со каква работа се соочивме во тој дел. Второ, беше многу важно да се зајакне интегритетот на полициските службеници. А како ќе го зајакнеме интегритетот на полициски службеници ако не го јакнеме интегритетот и на службата која што се занимава со внатрешната контрола и на професионалните стандарди. Затоа се вложи многу и во овој оддел за внатрешна контрола и професионални стандарди. Да постапуваме транспарентно, да постапуваме неселективно, да се отвораат постапки против полициски службеници,
да се поднесуваат кривични пријави. И заради тоа, денес како погледнете во споредба што се случувало до 2017, ќе видите дека повеќе кратно се зголемен број на дисциплински постапки, на кривични пријави и така натаму против полициски службеници кои што не ги почитуваат законските овластувања. Понатаму воведовме нов механизам надворешен за контрола на полициските службеници. Во рамките на Народниот правобранител се формираше посебно одделение, така наречен полициски омбудсман. Се формира посебна структура граѓански Тоа совет. функционира граѓанскиот совет во еден период, колку што се сеќавам, воопшто не функционираше. Тоа не функционираше заради одредени проблеми кои што ги имаше собранието. Да. Во однос на Простори, на одредени одлуки и така натаму. Меѓутоа тоа е нешто што треба да се заврши, односно да го завршат другите институции. Тоа што беше на Министерството за внатрешни работи го завршивме. Понатаму ги отстранивме сите забелешки или се во фаза на отстранување од страна на Греко, кој што се однесува пред се на интегритетот на полициските службеници. Се формираше посебно одделение во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, посебно што ќе работи на пречекорувањето на полициските овластувања на полициските службеници. Сето тоа покажува колку многу чекори и реформи се направија во овој дел за да во собствените редови и се намалува корупцијата, се јакне интегритетот на полициските службеници, бидејќи тоа е најважен секаде и посебно во едни вакви, би рекол, огромни, големи институции со многу вработени со многу надлежности кои што ги имаме. Ветингот до каде е, министре? Сега во рамките на овие постапки носиме измени на законските решенија што се однесуваат до пријавата на имотот и на имотната состојба на секој еден полициски службеник, заедно врз на анализата која што се направи со Државната комисија за спречување на корупција, за да и во тој дел се следат активностите и работите, и сето тоа пак придонесува кон интегритетот. Ние знаете дека во еден дел на ветингот успешно го спроведовме што се однесува до делот кој што беше Управа за безбедност и контраразузнавање. Другите постапки кои што ги работиме заедно со ОПСЕ се во тек и тука работиме на неколку полиња. Не е само на ветингот, работиме и во делот на професионализација на дисциплинските постапки, начинот на напредувањето во кариера и така натаму. Тие веќе се во завршна фаза и ќе се реализираат така како што практично се предвидува со овие. Добро, сега ни останува уште приоритетите на Министерството за внатрешни работи за следната година. Секако дека многу од работите кои што ги завршивме во изминатиот период и оваа година и во делот на подобрувањето на условите за работа на полициските службеници, купување на опрема, реновирање на станици, создавање на подобри услови за работа, меѓутоа и за остварување на правата на граѓаните, се нешто што го јакнеше и капацитетот и интегритетот на македонската полиција. И тоа ни останува како приоритет како понатаму да продолжиме. Секако дека во 2022 година ќе се работи на конечно финиширање на реформските процеси во Министерството со цел да бидат сообразени со стандардите и европските вредности кои што ги имаме, за ова што и претходно говоривме, затоа што наша цел треба да биде во наредната 2022 година да постигнеме подобри резултати од тоа што биле сега. Тоа беше цел и за 2021 година. Ако 2020 година ја завршиме како година со најдобри резултати во последните 30 години по многу линии од работењето на Министерството, секако дека тоа ги мотивираше колегите и 2021 година да имаме резултати. Ние ќе ја сумираме ова година на крајот од годината, тогаш ќе излеземе со детални податоци, информации и факти во однос на целокупното работење на Министерството за внатрешни работи и тоа треба да ни биде мотив и за 2022 година. Секако дека прво и основно во делот на буџетот успеавме за 2022 година да издействуваме зголемување на платите на вработените за 5%. Тоа е дел од договорот кој што го имаме со Македонскиот полициски синдикат.
Секако дека обезбедена е повторно финансиска конструкција за исплата на бонус платата и за 2021 година, која што треба да се исплати во 2022 година. Понатаму да продолжиме со реконструкцијата и обновувањето на објектите. Наш приоритет ќе биде целосна обнова на Центарот за обука, кај што се градат кадрите на Министерство за внатрешни работи, кој што комплекс ќе биде целосно обновен после многу години. Понатаму целосна обнова и со еден поинаков пристап на одделението за управни работи во Скопје, како едно од најголемите. Градбата на полициската станица во аеродром ќе се случи. Значи, ова е нешто ново за изградбата. Ние до сега ги припремиме сите податоци, документации, при крај е постапката за избор на изведувачи и веќе 2022 година ќе имаме сигурно нов објект на полициската станица во аеродром, што е потреба за работењето и на МВР и на граѓаните. Понатаму, целосно завршување ќе биде на новата зграда на оддел за крим техника и Тоа веќе се одложува подолго време. Не, тоа не се одложува, тоа е во рамките на роковите кои што ги имаме. Тоа е огромна зграда која што се гради. Огромни инвестиции, со најнапредна техника, знам. ИПА фондови, со нови методи, со нов начин на активности и секако дека на овој начин ќе ги створиме условите да се формира така наречен национален форензички центар. Тој ќе почне со активности во 2022 година, затоа што при крај се сите активности, тука се при крај и набавките на опремата, на мебелот и така натаму, што е потребно за да можеме да функционираме. Секако дека еден од приоритетите за нас ќе биде и автоматизираната идентификација на отпечатоци од прсти и дланки, кои што проект исто така ќе стартува со работа во 2022 година како една активност и следејќи ги ситуациите со кризните состојби кои што ги имавме, посебно со пожарите изминатиот период, за 2022 година обезбедиме финансиски средства во буџетот со кои што ќе се изврши модернизација, надградба на едно од леталата на Министерство за внатрешни работи, се со цел да може да биде вклучено и во такви евентуални природни непогоди. Активности. Така да, тоа се нашите планови за 2022 година. Стратешките приоритети во делот на борбата против криминалот, значи организираниот криминал и корупцијата, миграцијата, тероризмот, сајберкриминалот ќе бидат една од нашите врвни приоритети, постапувањето во делот на сообраќајот, кој што исто така даде резултати. Еве, до сега имаме прв пат после 30 години двоцифрена бројка на жртви во сообраќајни незгоди. Да се надеваме дека така ќе остане и до крајот на годината. Реков, овие наши стратешки приоритети мора да ни бидат мотив повеќе за секој работен во Министерството и за подобри резултати. Министре, се случи избор на нов лидер во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Какви се вашите очекувања од новиот лидер? Во која насока мислите дека ќе се движи партијата и дали сметате дека лидерот на СДСМ треба да биде и премиер на владата или треба тие две функции да бидат одвоени? Прво, јас сум задоволен што навистина такви демократски процеси кои што ги воспоставуваме во партијата, се добро за демократијата во државата, се покажа како многу исправни и во овој момент. Знаете, ова се веќе втори внатрепартиски избори во кои што имаше повеќе кандидати за председател на партијата, избор во кој што сите има еднаква шанса да се представат пред членовите. Членовите има можност да излезат, да го дадат својот глас и да одберат лидер и сум задоволен што една фер, демократска атмосфера, преку зачувување на достоинството и на кандидатите и на партијата, сите заеднички успеавме да избереме нов председател на партијата, господин Димитар Ковачевски. Тој имаше своја програма, таа беше под мотото заедно посветено и
одговорно, ги представи трите клучни принципи за работењето во партијата. Тоа е прво и основно единство во партијата, второ креирање на државни политики врз основа на социјалдемократските принципи и вредности и секако фер шанса на секој еден што има професионален капацитет да допринесе кон подобрување на состојбите во државата. Тие се основни столбови кои што беа платформа пред членовите на партијата и јас очекувам дека се тоа ќе се реализира низ политиките на работењето на претседателот и на новото раководство. Секако дека очекувам прво посилен и пообединет социјалдемократски сојуз, а тоа ќе значи и наметнување на нов начин на водењето на партијата, поуспешен од тој што бил веројатно досега. Јас можам да истакнам дека имавме исклучително добро водство од страна на претседателот Зоран Заев, направено многу за партијата, направено многу и за државата. Многу храбри, многу визионерски одлуки кои што се донесоа и на мене ми е и чест и гордост што бев дел од тоа раководство и бев еден од соработниците на претседателот Зоран Заев. Меѓутоа со не помала верба и во новиот претседател Ковачевски, во неговите мудри одлуки за тоа кој ќе биде дел од раководството, кои ќе бидат приоритетите во овој момент, за да продолжиме уште посилно. Секако дека најважно ќе биде единството. Најважно ќе биде колку секој од нас ќе даде поддршка во напредокот на партијата, а во однос на ставот за тоа дали треба да биде еден човек и претседател на партија и премиер, мојот став е да, треба да биде, заради тоа што сепак првиот човек на партијата има и најголемата одговорност во носењето на одлуките и најдобро може да се носат одлуките кои што се базираат на исти вредности и во партијата и во владата. Секако дека тоа е огромен товар. Тоа не е лесно, а мора да бидете пред се визионери, да знаете што и како ја гледате државата после 10 години. Затоа што тоа е, би рекол, големината, меѓутоа и очекувањето од еден претседател на партија да е визионер, да е храбар, да не калкулира во носењето на одлуките, затоа што најважно е што ќе направите за државата и за граѓаните, не сами за себе. И во тој поглед сметам дека би било добро да преку такви одлуки и претседателот и премиерот на државата биде една личност. Се најавува и новиот состав на владата. Дали вие се гледате во новиот владин кабинет на истото место како министер за внатрешни работи или може би постојат некакви очекувања доколку се раздвојат овие две работи, премиерското место и претседателот на партијата, дали може би имате некакви амбиции за тоа место? Важно е сега да му оставиме простор на новиот претседател да го формира раководството на партијата. Бидејќи тоа ќе биде основа за носење на сите понатамошни одлуки. Секако дека од кога ќе се започне тој процес на создавање на нова влада, ние се уште немаме отворено процес за создавање на нова влада, кога ќе се отвори тој процес на создавање на нова влада, органите на партијата треба да утврдат мандатар за состав на таа влада. Претседателот на државата треба да го додели тој мандат и да започнат сите рокови кои што ќе течат. Јас ги напоменав принципите на основа на кои што ќе се води новиот претседател врз основа на програмата. Тие принципи се, реков, единство во партијата, креирање на политики и одлуки базирани на социјалдемократските вредности и секако давање фер шанса на секој еден да биде вграден во идните структури, дали е тоа на партијата, дали е на владата и така натаму. Кадровските решенија ги прават органите на партијата. Значи, претседател, централниот
одбор на партијата ќе ги донесат конечните одлуки за тоа кој ќе биде дел од таа нова влада. И во тој дел апсолутно личното мое размислување, позиционирање не е важно. За мене е важно како ќе се поставиме како партија и како ќе се поставиме како луѓе кои што ќе се одговорни за водењето на државата и на граѓаните. А за мене што е најважно? За мене е најважно одлуките кои што ќе бидат донесени, сите ние да ги испочитуваме до крај и да помогнеме колку што ќе можеме, и ако за тоа има потреба, и во рамките на партијата, и во рамките на владата. Така да, секој од нас треба да, од личното да биде растеретен. Заради тоа што општиот интерес, државниот интерес, интересот на граѓаните е многу повеќе. Пред се. Ви благодарам многу за Благодарам интервјуто. на вас.